Ние, родителите, носиме болка што не се опишува со зборови, болка од последниот повик и од сознанието дека нашите деца умирале во ужас, во чад, во страв, оставени без заштита, без одговорност, без спас, рекоа родителите на загинатите во клубот Пулс на 35-тиот марш за ангелите што се одржа во Кочани. Колоната што тргна во 14 часот и 5 минути од паркот на Револуцијата и се упати кон Траговскиот центар, управата за јавни приходи, полициската станица и основниот суд, запираше на неколку места, на кои што од семејствата на настраданите упатија лични пораки до своите деца во пресред на предстојните празници. Пред Нова година е Божик, кога светот се радува, кај нас празниците болат најмногу. Ние ги броиме празните столчиња, палиме свети таму каде што требаше да светат елки. Кај нас нема честитки, има солзи, нема желби, има прашања без одговор. И не тагуваме само за нашите деца. Тагуваме и за нашите внучиња, деца што останаа без родители. Деца што ќе растат без мајчина прегртка, без татков глас. Деца што никогаш нема да го запознаат своите мајки и татковци, затоа што им беа одземени пред да можат да ги изговорат тие зборови. Нашите деца не загинаа во несреќа. Тие беа затворени во простор што се претвори во гасна комора. Жртви на корупција, жртви на негрижа, жртви на систем што не заштитува, туку убива. А за крај на оваа најтешка година, во пресрет на новогодишните и божичните празници, кога светот си посакува среќа, здравие и радост, ние, родителите на загинатите деца, ви посакуваме пред се човечност. Посакуваме да ги прегрнете своите деца малку посилно, да ги погледнете подолго, да им кажете, те сакам уште еднаш повеќе. Затоа што ние таа можност ја немаме. Нека овие празници во потсетат дека животот е кревок, дека децата се најголемото богатство и дека молкот пред неправда е соучество. Семејствата на загинатите им порачаа на граѓаните дека кога ќе ги запалат новогодишните светилки да светнат и совест и одговорноста, а ако веќе посакуваат подобра година, таа да биде година на вистина, правда и грижа за секое дете. На крајот, честитајќи ги новогодишните празници, иако со скршени срца, посакаа мир во домовите, љубов меѓу луѓето и иднина во која ни една мајка и ни еден татко нема да го живеат она што тие го живеат. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.